Почитувани представници на владени институции, представници на граѓанскиот сектор и невладени организации, представници на Ромскиот образовен фонд Будимпешта, пријатели, соработници, студентки и студенти, дами и господа. Добар ден и добре дојдовте на денешниот завршен настан на Сдруженијето на граѓани Ромаверзитас за постигнатите проектни резултати во изминатиот период и идни активности на Ромаверзитас. Ромаверзитас како модел на Ромскиот образовен фонд постои во повеќе држави и како мрежа на Ромаверзитас центри се стреми да се развива во квалитет и влијание, пред се како лабораторија на знаење и идеи, профилирање на лидерски вештини и организирање на заедницата на локално и национално ниво. Како главен донатор на Ромаверзитас, Ромскиот образовен фонд од Будимпешта, преку своите програми Ромаверзитас обезбедува системска поддршка за успешност и квалитет во образовниот процес на младите роми, како и за нивно активно вклучување и делување во заедницата. Ромскиот образовен фонд Будимпешта континуирано дава огромна стратешка и оперативна поддршка. Добре е познато дека Сдруженијето на граѓани Ромаверзитас е организација која се стреми да биде препознатлив лидер за поддршка и развој на проактивни и квалитетно едуцирани млади роми, кои застапуваат ромската заедница на секој ниво и област и се активно вклучени во делувањето на локално и национално ниво. Денес Ромаверзитас е изградена заедница со препознатлив идентитет, кој креира и предводи критичка маса на алумни и студенти преку директна поддршка, личен и професионален развој, активизам, волонтеризам, практиканство и лидерство во подобрување и напредок во општеството. Почитувани, го повикувам господин Елвис Мемети, председателот на Ромаверзитас, со своје обраќање. Повели Елвис. Благодарам. Од името на извршениот одбор на Ромаверситас, се разбира од името на нашите партнери, соработници, поддржувачи, да ви се заблагодарам за вашето учество на овој настан што го организира Ромаверситас. Секако завршен настан не во насока на тоа дека завршуваме, него во тоа дека нема крај додека не е се во ред, и во таа насока ова е само најава на следен почеток. Може би е символично овој настан заради тоа што и нашиот проектен менаџер во рамките на овој завршен настан со овој проект ја користиме приликата заедно со целиот тим да дадеме еден отчет кон вас што направивме, што постигнавме, меѓутоа и да дадеме еден сопствен критички осврт кон тоа што и како треба да биде Ромаверситас. Како представник на извршениот борд на Ромаверситас, пред се во насока на запазување на делот кој што се однесува на стратешки цели на Ромаверситас, сакам да кажам дека Ромаверситас во овој период и во наредниот период ќе работи на 4 главни стратешки цели, кои се поврзани со зголемување на бројот на запишани, завршени средношколци и студенти. Кога велам бројот на запишани и завршени средношколци и студенти, мислам на тоа дека ако бројот на влез на наши средношколци на факултет беше во апсолутна бројка 40, Ромаверситас во наредниот период ќе работи на зголемување на таа бројка, за да можеме да бидеме сите погорди заради тоа што сме свесни дека образованието е дел кој што не возди кон поголем напредок и личен, меѓутоа и колективен напредок. Тоа се однесува и на студентите, што значи ако безлайн ситуацијата во однос на студентите беше целосен оптек на активни студенти од околу 130 до 150 студенти, настојувањето на Ромаверситас и понатаму ќе биде оваа бројка да се зголеми, меѓутоа и главниот фокус ќе биде и понатаму на создавање на еден квалитативен кадар. Тоа е предизвикот кој што се поставени со стратешките цели на Ромаверситас, зборувам за подстратешка цела 1. Следната стратешка цела е поттикнување на вработливоста и зголемувањето на учеството на младите роми во пазарот на труд, заради тоа што без нивен ангажман во системот, без нивен придонес за подобрување на општата состојба, меѓутоа
и главен ангажман, нема напредок на заедницата. И следните две стратешки цели се поврзани со застапување. Именно ако овие две цели главно се ориентирани кон сервис, давање на нашите студенти сервис, користење на она што донаторите, поддржувачите го овозможуваат. Овие две стратешки цели се лично наши, поставени од нашиот колектив и од нашата заедница на студенти, од нашиот борд кој што го представувам, а тоа е дефинирано како застапување на интересите на заедницата на Рома Верситас и создавање на еден потенцијал за лидерство, кој што значи дека кадрите кои што ги создаваме понатаму ги превземаат главните носечки улоги како во институциите, така во невладините и во приватниот сектор, заради тоа што тоа е начин кој што возможува ресурсите да бидат искористени на правилен начин и заедницата да оди напред. И секако развивање, креирање, поддршка на политики кои одат кон развој на идентитетот и солидарноста кај младите студенти. Реков дека ова не е чисто сервисно ориентирана цел на Рома Верситас, затоа што во денешниот настан проектниот менеджмент ќе ги презентира резултатите и можеби со прости зборови кажано задоволството ќе биде во тоа колку дадовме туторски часови, колку наши студенти завршија, колку тренинзи сме направиле, колку летни школи, и тоа имаме добри податоци, затоа ќе го промовираме. Меѓутоа, задоволството на Рома Верситас во наредниот период ќе остане во тоа колку сме успеале да направиме квалитетна група која што придонесува за развојот на ромската заедница. Ќе бидеме задоволни макар и 20 и 25 активни луѓе кои што имаат и придонесуваат во процесите на организирање, застапување, мобилизирање, учество, креирање на политики кои што значи напредок на нашата заедница. Кога зборувам за овие неколку сегменти за организирање, застапување, мобилизирање и истражување, тоа значи дека патоказите на следниот менеджмент на Рома Верситас во наредните предизвици ќе остане предизвик, а и нивниот успех на следниот отчет кој што ќе го имаме пред вас ќе биде по тоа да кажеме колку луѓе сме успеале да ги направиме заедно, да бидат поквалитетни и заедно да придонесат во нашиот заеднички развој. Нашите студенти, нашите целни групи кои што ќе ги користат сервисите на Рома Верситас, ќе знаат да организираат, ќе знаат да застапуваат, да мобилизираат и да истражуваат, меѓутоа и секако да бидат дел од нашите следбеници, затоа што ромската заедница го бара од овој кадар кој што го создаваме. Сакам оваа прилика да ја искористам, да посакам успешен настан и успешен отчет пред заедницата и секако, кој што кажав, ова не е крај, него е најава за нов почеток. Благодарам. Благодарам, Илвис. Сега ја поканувам мојата драга колишка Фикрија Тајр, која беше проектен координатор на проектот Рома Верзитас со поддршка и развој, колични, колективни, еднакви пристапи и можности, во кои заедно работевме да се обрати за проектните резултати. Ти благодарам, Инес. Почитувани дами и господа, студенти, родители, представници од институции, владини, невладини организации, представници на донатори, донаторот Ромски едукативен фонд, извршен одбор, советодавен одбор, вработени во Рома Верзитас, дами и господа. Во процесот на интеграција на ромите во Република Македонија, област образование беше и се уште е еден од поважните приоритети со кои се насочени нели поголем број од политиките и програмите во оваа држава. Идентификуваните потреби на студентите роми уште во 2001 година ја водат идејата на Рома Верзитас, најпрво како програма за образование на роми, а потоа почнувајќи од 2014 година до денес како Сдружение на граѓани, кое работи на давање на поддршка и развој на академските и личните капацитети, вештини и можности на студентите роми.
Како што веќе напоменав, проектот Рома Верзита со поддршка и развој кон лични и колективни еднакви можности го продолжи тој континуитет на поддршка почнувајќи од септември 2017 година до август 2019 година и проектот е целосно финансиски поддржан од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. Денеска со задоволство ќе ви ги презентирам постигнатите проектни резултати за изминатите 2 години, во кој што напорно работевме заедно целиот проектен тим. Проектот беше имплементиран на национално ниво, опфаќајќи корисници од различни градови во Република Северна Македонија, а наши соработници и поддржувачи на активностите беа Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците при МОН, Универзитетите Свети Кирил и Методи, Универзитетот Југоисточна Европа, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Националниот младински совет на Македонија, како и неколку невладини организации, меѓу кои Институтот за истражување на анализи на политики Ромалитико, Асоциација за демократски развој на ромите Сонце, Сдружение на правата на ромите ЗПР и останати невладини организации и институции. Долгогодишен донатор на Рома Верзитас е Ромскиот образовен фонд од Будимпешта и овој проект беше финансиски поддржан со вкупно 140.000 евра или годишно по 70.000 евра за имплементирање на активностите. Целната група на студенти може да ги видите на овие два слайди во текот на двете проектни години. Значи, бројот на вкупно офатени студенти во проектот изнесуваат 98 во првата година и 94 во втората проектна година, со скоро идентична поделба на полот. Исто така проектот офаќаше и алумнисти на Рома Верзитас, тоа се тие кои што поминале низ програмите на Рома Верзитас и нели се дипломирани, можеби работат во некои институции, се во контакт со целата целна група и корисниците на Рома Верзитас. Во активностите беа зафатени 17 алумнисти во првата година и 25 во втората година. Во почетокот на академската 2017-18 година, 51 студент од нашите корисници беа запишани за прв пат во прва година на студии, додека во текот на целата академска година дипломирале 15. Истата академска година, четворица од запишаните студенти во прва година ги прекинале нивните студии. Во академската 2018-19 година, 46 студенти, наши корисници, беа запишани за прв пат во прва година на студии, од кои двајца ги прекинале своите студии и заклучно јули, од податоците што ги имаме, дипломирале тројца студенти. Овој проект вклучува 5 компоненти, како што можете да видите. Вклучување на матуранти роми во високото образование, академска поддршка и развој, личен и професионален развој, младинско учество, волонтеризам и активизам и ромски идентитет. Во рамки на првата компонента, вклучување на матуранти роми во високото образование во двете проектни години, вкупно 47 матуранти роми поминаа низ процес на професионална ориентација и кариерно планирање. Вкупно 47 роми матуранти кои сега имаат веќе креирани своји лични индивидуални кариерни планови. Понатаму 82 матуранти роми беа информирани и мотивирани за конкурсите за уписи на додипломски студии и преку активноста од оваа компонента, тие кои што ги мониториравме, значи тие 46, сите се запишаа на додипломски студии во академската 2017-18 година. За овие активности беа потрошени 2687 евра. Во рамки на втората компонента, академска поддршка и развој, во двете проектни години се постигнати следните резултати. Во активноста туторство, купно 60 студенти корисници на проектот користеле туторска поддршка за 79 предмети и беа ангажирани 57 тутори кои одржаа вкупно 1087 туторски час.
Од библиотеката на Рома Верзитас вкупно 79 студенти изнајмија 192 книги за нивна академска потреба и од активноста менторство беа менторирани вкупно 32 студенти роми во прва година на студии, од кои беа менторирани 25 ментори, значи како ментори им беа професори кои што им предава во соодветните факултети од кај што доаѓа студентите. За активноста туторство вкупно беа потрошени во двете проектни години 6430 евра, за набавка на стручна литература беа потрошени 500 евра и за активноста менторство во двете проектни години беа потрошени 6883 евра. Во рамки на третата компонента, личен и професионален развој, во двете проектни години беа одржани работилници за стекнување на академски вештини за студенти кои студираат во први 2 години на студии, во кои што беа имплементирани следните работилници: техники за учење, техники за пишување на есеи, техники за менаџирање на време. Исто така имавме предвидено и модул за последни 2 години на студии, кој што ги има следните работилници, ги помина и добија сертификат: техники за пишување на семинарски и дипломски труд, политички систем, локална самоуправа, критичко мислење, емоционална интелигенција и компјутерски вештини. За овие активности во двете проектни години беа потрошени вкупно 3870 евра. Исто така, во првата проектна година имавме 2 работилници за стекнување на истражувачки вештини за студенти во последни 2 години на студии, тоа основи на истражувачка работа, акцијски истражување и методологија на научно-истражувачка работа, анкетирање. За прв пат по формирањето на Рома Верзитас во април 2018 година беа прогласени најдобри студенти, наши корисници во прва, втора, трета и последна година на студии, и истата пракса се продолжи и во втората проектна година. За овие активности вкупно беа потрошени 880 евра во двете проектни години. Наредна активност за која што ќе зборам во рамки на истата компонента се курсевите по странски јазици. Во 2017-18 година курсот по странски јазици го посетија 45 лица, нели меѓу корисниците беа и студенти и алумнисти од повеќе градови во Република Северна Македонија, и тоа 43 посети англиски јазик, еден посетил германски, исто така еден студент посети француски јазик. Во втората проектна година курсот го посетија 55 студенти и алумни, и тоа 37 посети англиски јазик и 18 се стекна со сертификат по германски јазик. Од овој приказ може да забележите дека во првата проектна година за оваа активност беа потрошени 5813 евра, додека во втората 6840 евра. Во рамки на истата компонента имавме предвидено и компјутерска едукација, каде што во 2017-18 година курсот го завршија 21 корисник, 17 од Скопје и по 20 од Битола и Куманово, додека во 2018-19 година вкупно 20 корисници се стекнаа со сертификат за успешно завршен курс по компјутерска едукација, од кои 19 од Скопје и 1 од Куманово. Во првата проектна година за оваа активност беа потрошени 979 евра, додека во втората 1021 евра. Во изминатите 2 години, преку овој проект, Рома Верзитас даде поддршка на 6 студенти за практиканство во различни институции, согласно нивните афинитети и планови за градење на кариера во иднина. Поддржани беа студентите Руфа Демиров, Танкица Бекирова, Сумеја Рахим,
во првата проектна година, додека Джемилијана Абдулова, Брендон Сулејман и Алмира Фазли оваа година беа поддржани и нивните презентации ќе ги слушнете денеска. За оваа активност во двете проектни години беа потрошени 1670 евра. Исто така беше поддржан и развојот и иницијативите на двајца студенти и еден алумнист преку финансиска поддршка за спроведување на микроистражување на тема ставови и мотиви на матуранти роми за не или за продолжување на своето образование, кое што може да го најдете како публикација на нашата веб страна. И за оваа активност беа вкупно потрошени 887 евра. Во рамки на четвртата компонента, младинско учество, волонтеризам и активизам, во академската 2017-18 година беа избрани двајца студенти, представници кои што се бира од корисниците на проектот, а во 2018-19 година беше избран еден студент. Значи, студентите, представници направија анализа на потребите на корисниците на проектот, спроведува активности заедно со корисниците и одржува средби врз основа на акцијски план кој што го изработија заедно со проектниот тим и со студентите. Состаноците ги одржува на месечно ниво или по потреба во Рома Верзитас и таму разменува информации за тековни настани, дискутираа за тековни предизвици и за потенцијални иницијативи. Од ова активност и од овие состаноци произлегува две видеа кои што беа изработени од страна на студентите по повод 16 мај денот на ромскиот отпор и по повод 2 август комеморација на жртвите роми од Втората светска војна. Студентот представник исто така учествува во советодавниот одбор на Рома Верзитас како глас на студентите корисници и исто така како делегат на Националниот младински совет на Македонија. Оваа фотографија е генерацијската средба во Битола, во која што беше дискутирано за потребното позиционирање на ромската заедница во македонското општество и за идните потенцијални иницијативи кои што студентите и алумните сакаат да ги реализираат. Во 2018-19 година, значи оваа година, Рома Верзитас за прв пат креираше политика за волонтерство. И во текот на целата година имаше 9 волонтери кои што работеа под менторство на вработените на Рома Верзитас на овој проект. И оваа активност беше волонтерски иницирана од страна на проектниот тим и студентите кои што сакаа да волонтираат и за оваа активност беа потрошени 0 денари. Во двете проектни години продолжи креирањето и промовирањето на содржини од страна на студенти и алумнисти роми на Рома Верзитас во рамки на електронскиот весник Рома Индекс. Содржината на Рома Индекс, како што повеќето кои што сте го читале знаете, се состои од рубриките ромски идентитет, наука, млади, Рома Верзитас алумни историја, коментар, анализа и видеа. Во двете проектни години беа објавени вкупно 7 броеви на Рома Верзитас, чии што содржини креира 62 вести, 9 текстови поврзани со ромскиот идентитет, 5 анализи, 10 коментари, 4 текстови во областа на науката, 2 текста во областа млади, 8 текстови со актуелни теми, 16 видеа, од кои 8 интервјуа. И сите овие содржини беа изработени од 20 корисници во првата проектна година, 21 во втората проектна година, кои што беа менторирани од стручно лице новинар, кој што ги водеше низ овој процес. Во рамки на последната компонента, пета компонента, ромски идентитет, беше одржан и курс по ромски јазик, историја и култура, во која во првата година учествуваа 32 студенти и алумнисти. Во втората проектна година беше одржан курсот на
освен на студенти, исто така како целна група ги офативме и матурантите, како и на сегашни идни наставници и лингвисти роми. Вкупниот број во кој што учествува на оваа активност е 47 лица. И за оваа активност вкупно беа потрошени 1110 евра во двете проектни години. По повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите, беа одржани 2 настани во Собранието на Република Северна Македонија во двете проектни години. Првиот настан, ако се сеќавате од минатата година, беше под наслов Ромите во Република Македонија и на овој настан беа артикулирани состојбите и заложбите за интеграција на ромската заедница во Република Македонија. Присуствуваа и пратеници и представници од пратенички групи, невладини организации и останати кои што беа заинтересирани за настанот, на кој што се дискутираше на оваа тема. Додека вториот настан, кој што оваа година го организиравме по повод 8 април, беше со наслов Предизвиците и перспективите на ромите во Република Северна Македонија, во кој што се упатија конструктивни критики и предлози за идни политики поврзани со роми. Има своји говори тројца алумнисти на Рома Верзитас и РЕФ. Она што на што сме најмногу горди како Рома Верзитас е ораторските настапи, кои што традиционално секоја година ги реализираме. Во склоп на ова активност исто така и тие беа реализирани. Во првата година зема учество 6 студенти, во втората година исто така зема учество 6 студенти кои што говореа на теми за ромскиот народ, при што аргументирано ги изнесоа своите ставови за одредени тековни проблеми и има за цел да ги поттикнат присутните да размислуваат и делуваат на овие теми во иднина. За овие активности вкупно беа потрошени 3576 евра во двете проектни години. Друг настан кој што го организиравме и датум кој што го обележивме во текот на овие две проектни години е 2 август, каде што усвари ги комемориравме жртвите роми од Втората светска војна. И во пресред на овој ден Рома Верзитас заедно со кабинетот на министрите без ресор Аксел Ахмедовски во првата година и во втората година Музафер Бајрам одржа комеморација во Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија, каде што имаше различни содржини со таа тематика, видеопроекции, фотопроекции, поезија и исто така на крај ја испратија пораката геноцидот врз ромите да се спомене и да не се повтори. За овие активности, за овие настани, вкупно беа потрошени 844 евра во двете проектни години. Она што е исто така како проектен тим сакаме да го истакнеме е тоа што ние сме горди на нашите студенти кои што успеваат и продолжуваат и понатаму со своето образование дури и надвор од државата. Нас ни е навистина мило што оваа година имаме тројца студенти кои што продолжија да студираат во Будимпешта на програмата Roma Graduate Preparation Program. Тоа се Семран Сулейман, Руфат Демиров и Кенан Таир. И навистина ние мислиме дека сите овие корисници со своите знаења и капацитети кои што ги вложиле низ годините и низ програмите кои што се нудат за образование се она што уствари во иднина треба да го користиме како ресурс за да ги решиме проблемите на ромската заедница. На крај сакам да споделам дека Рома Верзитас исто така располага со веб страна која што
на кое што цело време ажурираме новости и може да прочитате повеќе за сите наши активности како организација. Исто така, горди сме на веб апликацијата Ерома Верзитас, која што беше креирана со помош на наш алумнист, кој што има таков бекграунд и кој што ни помогна во активностите, прибирање на податоци, како и комуникација со нашите корисници. И на крај, добро познатата наша веб страна, во која што исто така можете да најдете повеќе информации за нашите активности. До сега имаме повеќе од 1500 корисници, кои што не ја лајкнал страната, може слободно да го направи тоа и да не следи. Она што сакам на крај да го истакнам е дека овој тим, каде што беа учесници, Инес Амет како проектен асистент, Сеара Сулейман Османи како финансиски офицер, јас како проектен координатор и Силхан Сеитов како проектен менаџер, напорно работевме за да ги постигнеме заедно со нашите корисници овие резултати. Се надеваме дека во иднина ова ќе биде мотивација за уште поголеми успеси. Ви благодариме во името на проектниот тим.